може да фрли нова светлина на вистинската желба за борбата против организиран криминал и висока корупција од избрани и именувани функционери. Имено во текот на денешниот ден до мене од укажувач стигнате материјал кој што сакам да го поделам на председателот на комисијата и на пратеничките групи. Почитуван пратеник А. Милошовски, како граѓани на оваа земја, непосреден сведок на селективноста и незаконитоста присутни во работата на јавното обвинителство, ви доставувам аудиоматеријал кој е од висок јавен интерес. Односно, содржи сериозни индиции за криминал и корупција на избрани и именувани функционери. Се повикувам на Законот за заштита на укажувачите од 2016 година и на јавниот интерес за ефикасна борба против организираниот криминал и високата корупција и апелирам до вас како пратеник, како ваша должност пред граѓаните, да го споделите овој аудиоматеријал и транскрипт со колегите пратеници и со медиумите како заштитници на јавниот интерес. И затоа јас би сакал тоа што го имам добиено, да го споделам со пратениците, прво со председателот на комисијата, и потоа да ги замолам и другите пратеници кои сакаат да и за медиумите кои сакаат да си земат од материјалот и за другите пратеници од Сметам дека транскриптот и аудиоматеријалот фрлаат една мала светлина на тоа кој навистина сака скриена амнестија и зошто некој предлага било какви материјали во кои што има сериозни индиции за висока корупција и организиран криминал можат да важат до вчера, а не можат да важат денес или утре. Ќе ве замолам за 30 секунди внимание. Среба пари тоа телевизијата и само прави комбинација на различни. Баше поки од кадрите само пари за телевизијата. Не видимо еден фраер од Хрватска. И си беше му легна на пари. Тога за тоа се решите добро, ако знаеш. Това беше уште порано, уште млади. Дозволете кратко, секој може да го има на располагање, бидејќи е материјал од висок јавен интерес. Јас ќе го прочитам и во интерес на јавноста транскриптот. Нема напишано имења, само иницијали. ЗЗ. Но му требаат пари во тоа телевизијата. Му требаат пари за тоа телевизијата и само прави некои комбинации. Го прашав: Бокиве, од каде бе тие парите за телевизијата? Ми вика, имав еден фраер од Хрватска и од Циле, Силјан Мицевски, што му легнаа пари тогаш за старечките домови, ако знаеш. Ние на неколку пати така му помагаме во телевизијата, главно за маркетинг, за да му помогнеме. Тоа беше уште порано, уште лани, октомври, ноември 2018 година. Транскрипт од лицето ЗЗ. Почитувани пратеници, имаме многу политички разлики. Но имаме една работа што сите декларативно сме ја истакнале. А тоа е: Министерката за правда кажала дека се залага за ефикасна и неселективна борба против организираниот криминал и високата корупција. Господинот обвинител Јовевски кажал дека се залага за ефикасна борба против организираниот криминал и високата корупција. Таа борба треба да биде неселективна. Ако овде имаме транскрипт
кој што представува нешто од висок јавен интерес, каде што се слуша гласот на некое лице, ЗЗ, кое што разговара во врска со лице кое што сега е обвинето, а во јавноста познаено како Боки, тогаш сметам дека во интерес на сите да размислиме кого штитиме и зошто со членот 110 во Законот за обвинителство се предлага скриена амнестија и се забрануваат во иднина разгледувања на индиции, на материјали и на употреба на истите како докази за ефикасна и неселективна борба против организираниот криминал и високата корупција.